Овој закон е подолго време во собранието, година и пол, веќе во собраниска процедура. Вчера беше изгласан од пратениците со вградување на повеќе амандмани кои што беа предложени од нив, така што во однос на ова прашање не случајно е вграден и членот во кој што се вели дека во таков тип на подрачја и зони секако ресорното министерство кое што е надлежно или органот на државна управа треба да даде согласност за можно ставање во правна рамка на објект во таква зона. Така што доста и внимателно е одреден овој член, секако дека без согласност од Министерството за животна средина конкретно нема да може да се стави во правна рамка објект во заштитени подрачја, зони, во национални паркови и така натаму. И секако Охридскиот регион, регионот под заштита на УНЕСКО е исто така исклучен согласно студиите кои што се на располагање на државата од УНЕСКО и стамбените згради со А2 намена исто така се исклучени и не се во постапки, нема да бидат во постапки за ставање во правна рамка на такви големи градежни објекти и комплекси. Целта со овој закон е плаќањето на пенали, кој што е одреден, не легализација или ставање во правна рамка по 1 евро за метар квадратен, туку полни комунали колку што се плаќаат во матичната општина плюс 50% казнени пенали. Секако целта е да ги одвратиме луѓето да повеќе не пристапуваат кон ваквиот тип на начин на градба па потоа легализација и со тоа сакаме да направиме еден притисок да ова е еден од чекорите, една од фазите за да можеме да ја намалиме ваквата појава во општеството, која што ќе се согласиме сите ја има, постои. Секако другиот аспект е зајакнувањето на инспекцијските служби, кои што веќе се случува со покачување на платите на градежните инспектори, со вработување на инспекцијски служби во сите општини, кои што деноноќно и будно ќе следат понатаму да не ни се случуваат вакви појави.